Легенда за говедарев камен. Верувањето меѓу народот дека овој камен има моќ да ја лекува неплодноста кај жените се темели на легенди. А една од легендите е легендата за царот кој сакал машко дете. Многу одамна некој цар имал само ќерки. Неговата царица кога повторно забременила, тој пред да замине во војна и се заканил, доколку пак му роди женско дете, да не го чека. Царицата родила машко дете, но незините дворјанки од голем страв го замениле детето, мислејќи дека пак ќе биде женско, со едно ромче. Кога се вратил, царот ја слушнал саканата вест дека неговата царица му родила син. Годините минувале. Несодениот царски син растел и се повеќе ги покажувал особините на својот ромски род. Напоредно, вистинскиот царски син, како ромски посинок, ќе чувал селските говеда, но и тој ги покажувал сите знаци на своето потекло. Ги чувал говедата околу овој камен и се замислувал дека тие се војска, а тој од каменот командува како вистински цар. На царот му станало сомнително однесувањето на лажниот син. Затоа еднаш, заканувајќи им се, ги натерал дворјанките да му ја кажат вистината за неговиот син. Кога е дознал вистината, веднаш со својата придружба заминал да го бара вистинскиот син. Царот го нашол својот син седнат на камен, сакајќи да провери дали на вистина говедарчето што седи на каменот е неговиот син. Го прашал колку вреди тој како цар, облечен во златни алишта и со сета своја придружба. Говедарчето го погледнало и му рекло: "Што е твоето богатство во однос на еден убав априлски дожд врз ова поле?" Тогаш царот сватил дека тоа е неговиот син и, прегрнувајќи го, ги благословил сите оние што немаат деца да доаѓаат овде и да си најдат лек за својата мака. Друга легенда пак вели дека ранетите Самуилови војници биле праќани во полето за да го бараат единствениот говедарев камен. Тие се замивале од водата што извира на каменот. За ова мистично место раскажуваат жителите на селата Амзабегово, Пеширово, Ерџелија, кои секоја година традиционално доаѓаат да го одбележат и прослават празникот.